Добро вечер. Код со детали за првата голема царинска контрола на отпад за горење. Има ли медицински работи или опасен отпад во италијанскиот РДФ? Како камионџиите се заштитуваат за транспортот во Македонија на отпадот за горење? И за една друга тема која веќе подолго време ја следиме. Како од рекламен флаер за Invest in Macedоnia се стаса до големата измама рекет со обвинетиот Боки 13 кому животот му е загрозен. Пиштоли, фактури, кеш, политичари, бизнисмени, наредени во обвинението за Меѓународниот сојуз. Откако Кот објави дека ниту царината, ниту инспекторатот за животна средина нема никаква контрола на увозот на РДФ отпадот кој влегува во земјава, а критикува и невладините организации, се случи акција на граничниот премин Богородица. Вкупно 15 камиони се стопирани со отпад наменет за усје, кој стасал од Италија во Солунското пристаниште, па требало да се транспортира до фабриката. До тогаш не е проверена ниту една бала со ваков увезен отпад, а усје повеќе од една година ја има дозволата за увоз на ова алтернативно гориво. Солунско пристаниште. Стигнува брод од Италија во кој меѓу другото има и 1000 тони гориво. РДФ отпад спакуван во бали. Испраќаче италијанската фабрика за производство на алтернативно гориво Деко. Бродот се укотвува на брегот на Егејското море во Солун. 15 камиони од Македонија доаѓаат да го утоварат РДФ отпадот, чија крајна дестинација е цементарницата во Скопје, позната како усје или титан. Тие земаат само дел од отпадот, односно 360 тони. Конвојот тргнува кон граничниот премин Богородица. Околу 10:30 часот стигнуваат на преминот, но таму првите 11 камиони ги запира македонската царина. Потоа пристигнуваат уште 4. Царината отвара бали, а инспектор од Министерството за животна средина зема мостри од 2 камиони, од вскупно 15. Дел од РДФ отпадот го става во овие црни вреќи. Вреќите треба да ги подигне цариник и од Богородица да се достават 2000 километри подалеку, во лабораторија во Естонија, за да се испита дали во нив има и опасен отпад. Ова е прв пат да видат сопрени камиони на граница? Да, камионите се прв пат сопрени на граница, а веќе имаме цела година увоз на алтернативно гориво. Прв пат се случи физичка контрола, или контрола на документацијата е редовна. Усје веќе една година увезува алтернативно гориво или РДФ, отпад како енергенс во печките за да се произведе цемент. Дозволата за увоз ја издало Министерството за животна средина во мај минатата година, но всушност важи од моментот кога усје ја побарало, февруари 2019. За еден месец дозволата истекува, па усје брза да ги собере останатите тони РДФ, затоа што досега увезени се половината од дозволени тони за увоз. Но оваа пратка е прекината. Потребни се уште 27 камиони за да се земе целиот РДФ, што Деко го испраќа од Италија. Дали сите камиони влегува веќе со потребни? Не се сите камиони влезени, дел од товарот се уште е во Солунското пристаниште, затоа што на некој начин имаме негодување и незадоволство од превозниците, затоа што се запрени и чекат, по да се знае, не се знае ни колку дена ќе чекат и некако не се нафаќаат да товарат, пошто имат изгубени денови. Од Богородица камионите се ставени на царински терминал, близу Скопје. Ќе останат таму 10 дена,
затоа што според царината толку ќе трае проверката во Естонија. Што ќе биде со отпадот ако седи 10 дена? Станува збор за алтернативно гориво, не е отпад, така да нема проблем со него, тој е спакуван фино и нема никакви штети. Дали мириса како? Не мириса, не. Тоа е био не треба, нема потреба, биолошки третиран отпад. Станува збор за неопасен отпад. Превозниците сега не сакаат да тргнат кон Солун. Веќе им се заробени неколку камиони и никој не сака да ризикува со нов товар на РДФ, кој можеби би бил повторно запрен од царината. Еден од превозниците е ЕГ Транс, кој во моментов има 4 камиони задржани на царинскиот терминал заради РДФ отпадот во нив. Тие за код велат дека не е прв пат да превезуваат РДФ за Усие, но е прв пат да бидат запрени и задржани на царина. Сега не сакаат да ризикуваат и да испраќаат нови, затоа што трпат штети, иако Усие тврди дека ќе им биде платено за секој ден стоење на терминалот. Вака изгледа италијанската фабрика за РДФ Деко. Од неа се снабдуваат повеќе фабрики низ Европа. Од Усие тврдат дека тие склучиле договор само со оваа фирма и гарантираат дека РДФ-от е безбеден. Деко докажува прво во италијанските институции дека е тоа неопасен отпад и го декларира како таков. Нормално дека и земјите низ кои што транзитира ова алтернативно гориво и крајниот примач има право да ја запре пратката и да направи дополнителна контрола. Дали ви се случило кога ги отварате балите, еве вие да се забележале дека е можеби нешто? Не, ние имаме едногодишно искуство практично со оваа компанија и со користење на алтернативни горива и до сега такво нешто се нема случено. Но токму системот на контрола во Македонија е проблем. Се додека невладините организации и КОД не го поставија прашањето кој го контролира РДФ отпадот во земјава, ниту царината, ниту инспекторатот нема отворено ниту една бала со ваков отпад. За разлика од Македонија, Бугарија, која веќе 10 години увезува РДФ за цементарниците и термоелектраните, се бори со мафијата од Италија, која во пратките со РДФ за Бугарија испраќа и опасен отпад. Минатиот месец властите во Милано уапсија 17 товарни вагони со 815 тони нелегално ѓубре, што требаше да се транспортираат во Бугарија. Ова всушност беше почеток на една голема акција, во која беа уапсени повеќе од 300 лица, меѓу кои еден бугарин, членови на наполитанската мафија Ндрагета, која тргувала со опасен отпад. Како да се справат со шверцот со опасен отпад? Беше прашање кое го отворија италијанскиот премиер Джузепе Конти и неговиот колега Бојко Борисов во четвртокот во Софија. Трговијата со отпад не се разликува од какви било други форми на незаконитост и мора да се искорени, рече италијанскиот премиер Конте и вети дека ова е само почеток на битката против шверцот. Но иако Скопје е на само 230 километри од Софија, а околу 600 од Неапол, овде никој не се возбудува дека нема контрола. Ова ви е извештај за користење на алтернативни горива во Швајцарија и исклучиво ова е за цементна индустрија. Знаете што? Што е разликата помеѓу ова што ми го покажувате и во Македонија? Луѓето веруваат во институциите и во проверката на институциите дека не загадува. Се сложувам со вас. За разлика од овде. Апсолутно, јас сум сигурна дека ова е се носењето на закон, верувањето на граѓаните во институциите. Носењето на закон онаков како што ве прашавте е практично спротивно на европската регулатива, а довербата не можеме да ја направиме со запирање, со превземање на мерки кои ќе бидат штетни. Па тие може да се створат за се сложувам со вас, ама условите се стварат за 24 часа. Царина одлучи и ги запре нашите камиони. Во ред е тоа и така треба да биде. И веројатно јас сум убеден дека од сега надале секој камион ќе го тестираат. Ова се балите со РДФ отпад складирани во кругот на цементарницата. Стојат на неколку метри од постројката каде се ставаат. Вака изгледа системот по кој тие влегуваат во процесот на согорување. Како што го контролираме конвенционалното гориво, така го контролираме и ова гориво. Значи, во цементната индустрија мора точно да се знае што влегува како гориво, како состав, затоа што меѓу другото ние секако внимаваме да немаме влијание врз животната средина, ама многу е битно и за самото производство, на пример, во алтернативното гориво да нема повеќе од 1% хлор. Денот кога снимавме беше сончев, а во воздухот од овој оџак не се гледаше пареа, туку само од оној кој согорува конвенционално гориво.
РДФ-от се согорува на висока температура, најмалку 1500 степени, а од Русија гарантираат дека ова е затворен систем кој не емитува штетни материи. РДФ-от е само 4% од енергенсите што ги согоруваат, велат тие. Колку пари ве чини 1 тон РДФ? 1 тон РДФ не чини 35 евра донесено во Скопје. По кој основ се тие 35, затоа што ние од она што успеавме Ќе ви дадам целата калкулација, во да. фактурите кај што стигнуваат и во тие сите документи бевте ослободени од плаќање на РДФ отпадот. Ќе ви дадам целосна калкулација. Ние сме ослободени од плаќање на производителот. Вие не му плаќате ништо на италијанскиот? Ние на италијанскиот производител не му плаќаме, ама имаме претоварни трошоци во Солунското пристаниште. Имаме трошоци од Солунското пристаниште до нашата фабрика, така да сето тоа не кошта 35. Да, превозот и да, само превозот. Царина не плаќа. Па нема царина на алтернативните горива, да. Практично ова е најисплатливото нешто што можете да го ставите во вашите печи. Па грешите затоа што во моментот ни е поисплатливо конвекционалното гориво. Зошто тогаш не го користите? Па го користиме и тоа, ова е само 4% од горивото што го заменивме во 2018 година со алтернативни горива. Зошто? Затоа што цената на конвенционалното гориво оди горе-доле цело време. Дали ви се случило да ви плати италијанска компанија за да го земете отпадот? Не. Дали знаете дека се плаќа доколку некој зема опасен или РДФ отпад? Прво не станува збор за опасен отпад во нашиот случај. Знаеме дека се плаќа и за овој отпад. Да речеме, нашата групација во Грција добива пари за користење на алтернативни горива. Све зависи каде се наоѓате. Зависи од каде си. Нека кажете ми еден пример колку пари добива. Па може да добие 5 евра, 10 евра, зависи каде е производителот на алтернативното гориво, затоа што и он има трошок да го донесе. РДФ како алтернативно гориво го користи само цементарницата која единствено има дозвола од Министерството за животна средина за увоз на таков отпад. Но ова е само едно од повеќето алтернативни горива. Една година увезуваме, али во Македонија се увезува 3-4 години, 5 мислам. За кој друг освен вас? Па не знам, ние гледавме статистички податоци дека во Македонија се увезени доста алтернативни горива. Од царината прашавме, но до денеска немаме одговор што согорува фени како алтернативно гориво. Имаме неофицијален податок од царината дека минатата година фени увезувал гуми за горење. Годинава немале такви пратки. РДФ не е опасен отпад, но бројни се примерите за злоупотреби. Под назнаката неопасен, во балите да биде ставен опасниот отпад, како што се случи со пратките кон Бугарија. Таму екологистите протестираат дека немањето регулатива и контрола ги стави во ризик граѓаните, кои се жртви на италијанската мафија, која неопасниот го меша со опасен и токсичен. Ке се увезували и понатаму РДФ или отпад за горење кој го употребува Русија. Додека камионите чекаат на граница за да се провери дали отпадот за цементарницата е навистина енергенс или крие опасни материи, партиите се во финиш да одлучат дали со закон ке забранат увоз на ова гориво. Во меѓувреме граѓаните и невладините организации протестираат за здрава животна средина. Ситуацијата е за никаде. И на економски план, и за газаност и све. И на политички план. До каде мислат вака да одат, не знам. Се отрувме и не отруја сите. Многу јасни пораки, малку луѓе да ги слушнат. Молчењето не е решение. Не знам. Седењето во кола уште помалку, седењето пред телевизор најмалку. Тијана е дел од движењето Fridays for Future, петоци за еднината. Таа заедно со уште десетици млади е во скопскиот огранок на ова меѓународно младинско движење. Постојано повикуваат на зелена револуција, а овој петок заедно со граѓаните протестира што побрзо да се донесе законот со кој за воиднина ќе се забрани увоз на РДФ отпад за горење. Таа иницијатива е заглавена во собранието. Да ставиме крај на увезениот отпад, односно Сакаме чист воздух. Скопје заслужува чист воздух, не заслужува дополнителен отпад од тоа што веќе го произведува. Во собранието, пред кое беа собрани демонстрантите, законот како да успеа да ги помине сите пречки и да застане на патот на РДФ отпадот.
ВМРО-ДПМН првин сметаше дека вакви закони не треба да се гласат во забрзана процедура. Потоа комисиски го поддржаа и дури побараа да се стави како прва точка на седницата на собранието, иако постојано беше прескокнуван предлогот поднесен од двете пратенички на дом. Според последните информации, и пратеничката група на владеачката СДСМ е подготвена да стисне зелено за тој предлог. Единствен проблем останува теоријата дека доколку Македонија извезува отпад, треба и да дозволи увоз. Но законската промена е единствено во забраната да се увезува отпад за горење. Отпад како суровина ќе може и понатаму да се купува од странство. Министерот во ресорот екологија смета дека забраната сепак е сериозна работа, која треба да ја потврдат странски правници. Maybe the best idea is to actually ask proper legal advice, external legal advice on what they think. I support the people, the concerns. If we have concerns, we should raise them. It is a free country and we should. And we will listen. But unfortunately I can't say yes or no. I understand the concerns of the citizens. По заедничката пресконференција со царината земавме интервју од Нуредини. Едно од прашањата беше дали важат посебни безбедносни мерки за возачите кои превезуваат РДФ отпад. Дали носат маски, дали отпадот смрди и го отежнува возењето. Такви информации стигнаа до нас. Let me again reiterate, this is non-hazardous waste to start off with. I personally don't know how it smells. We're not importing something that is not standard in the EU. I don't know what kind of clothes the drivers have to wear or the masks they have to wear. If there is concerns, then let's look at it. Hence why the customs actually took a sample and we'll analyze it. За превоз на отпад се добива дозвола од Министерството за животна средина. Тие дозволи треба да се издадат или да се отфрли барањето во рок од 30 дена. Но според транспортните здруженија, од нејасна причина, рокот не се почитува. А камионџиите се во неизвестност, иако се решиле да превезуваат и отпад. За опасен отпад има посебни безбедносни мерки во зависност од тоа каков тип се носи, а камионите мора да имаат специјални додатоци за секој различен тип на опасен отпад и да бидат соодветно обележани. РДФ отпадот спаѓа во неопасен и мерките се поблаги за транспорт. Нема ознака хазардно. Таков е и отпадот кој е задржан на Богородица во среда. Од така наречените еко-бали е земен примерок кој подоцна е преправен во мали полукилограмски коцки и испратен во лабораторија во далечната балтичка држава Естонија на анализа. Резултатите треба да дојдат за најмалку една недела. Согласно стандардите кои секако ни беа и доставени и од Естонија на кој начин треба да им доставиме ние примерок од повеќе бали се земаат мешани мостри, кои потоа смесата се хомогенизира и како таква хомогенизирана смеса се дели на едноставно на килажа која во минимум беше, мислам дека пола килограм дека бара од страна на лабораторијата да биде доставена до соодветната лабораторија на испитување каде што ќе бидат проверени сите оние карактеристики што се наведени во сертификатот. Министерот Нуредини и во интервјуто неколку пати повтори дека РДФ отпадот не е опасен. Се увезува и опасен отпад оловни акумулатори од фирма во Пробиште. Но за РДФ тврди дека не е исполнета ниту квотата за увоз за што единствена лиценца има Русија. Yes, there is one installation in our country which uses RDF, refuse-derived fuel, non-hazardous waste, by the way, which is prescribed by the EU directives. They have permit to import 25,000 tons in our country. I can confirm they have not exceeded that limit. The numbers we have are actually a lot lower than the limit allowed. А со лиценцата дали ме при крај, дали барале нова лиценца, бидејќи како што слушнаме да излекува во овој февруари на летниот месец? If that's the case, then I will sit down with the management and see what their future plans are. Во врска со опасен отпад, односно увоз на оловни акумулатори, спомнате повеќе правни субјекти. Доколку им траат тие лиценци, кои се тие, да кажеме, компании и зашто го се користи тој опасен отпад, тие акумулатори? The hazardous waste being imported by the permits we have prescribed are accumulators which contain lead, hence why they're hazardous. These get worked on, recycled and resold in our country and exported as well. The companies who are actually importing that need to have a license from us.
how many companies? I think there's about 4 companies that do that. We do not import waste for storage or landfill. This is actually waste that gets worked on, reworked, recycled, repaired, resold and created into new product. Сомнежите ги буди друго. Не лиценците и законите, туку нивната примена и контролата од надлежните. Токму поради тоа на протестот се бараше побрзо да се избегне тој проблем со забрана на увоз. Кога ќе нема увоз, нема ниту опасност од лоша контрола. Токму заради таа контрола што не постои кај нас и заради целиот корумпиран систем, ние бараме да се забрани увоз на отпад кој се користи како енергенс. Значи тоа стои во законот, кај нас е дозволено, меѓутоа контролата потврла. Немаме акредитирана лабораторија, немаме начин како тоа да го следиме. Докот стигна уште една информација. Ден пред вонредниот надзор на RDF отпадот, преку Богородица од Грција влегле 6 камиони со медицински материјал. Меѓу нив имало и медицински отпад. Според експертите, за да не биде опасен, медицинскиот отпад треба да биде стерилизиран и здробен. Спакуван на тој начин, веќе не е медицински опасен отпад, туку неопасен. Код дојде до регистрациите на двата спорни камиони. Броевите ги испративме до царината за да ни каже што тие камиони со таблички од Скопје и од Кавадарци носеле според документацијата и дали внатре е најдено нешто друго. Царината не ни одговори официјално. Медицински отпад, оној вистинскиот, се уништува во Дрисла. Годишно според извештаите на депонијата во Печката се горат над 1000 тони медицински отпад. Но проблемот е што во годишните извештаи на Министерството за животна средина стојат многу помали бројки на произведен годишен отпад. За речиси 30% помали. Откако градот ја презема Дрисла, од Министерството веќе ја посетиле депонијата. We do not have any indications that anything illegal is happening. Drisla does not have doesn't have a license to import waste. Drisla is there for what is prescribed in the license: communal waste, treatment of medical waste, and partially some industrial waste, I think. Дрисла пријавува дека соборува над 1000 тони, додека Министерството во својот годишен извештај констатира дека се произведе, дека има само 750 тони. Зошто такви бројки се појавуваат различни? I said that, as I said in the press conference, we need to strengthen our collaboration with other institutions to cross-reference the figures we have. This should not be happening. Hence why I also had a meeting with the new acting director of Drisla, and we will further collaborate with the mayor of Skopje to see what the plans are for the management of the landfill. Таа разлика во броевите ни ја објаснуваат од Министерството за животна средина. Своите извештаи ги прават врз основа на информации добиени од медицинските установи. Дрисла си води евиденција и врз основа на добиените количини на медицински отпад објавува колку од тој медицински отпад таа изгорел. Друго, што исто значено да се каже, не сите установи во Македонија го доставуваат медицинскиот отпад за горење. Ние имаме и компании кои што вршат автоклавирање, значи тоа е стерилизација на медицинскиот отпад за да се доведе во една фаза да биде инертен или да е како комуналниот отпад и таа количина што е стерилизирана или автоклавирана под висок притисок и температура да биде инертна, може да се депонира. И затоа може да имаме разлика во количините, значи не целиот медицински отпад што се создава и се гори во горилникот од Дрисла. Разликата во бројките на Дрисла и на Министерството се објаснуваат и со можност дека има болници или амбуланти кои не ја исполниле законската обврска да пријават колку отпад произвеле. Но казните се само прекршочни и многу ретки. Добро, доколку не доставуваат податоци кај вас, постои некоја прекршочна казнена? Постојат, да, постојат прекршочни. Да го констатираме. Државниот инспекторат за животна средина. Токму казнената политика е слабост во еколошката приказна. Министерството подготвува 6 нови закони со вистинско европско знамеци, ама доцната, а и новата изборна ситуација може да ги одложи дополнително. Најбитен и најмногу доцни законот за индустријски емисии. Невладините бараат нови закони кои ќе предвидат високи казни за криминалците кои ја уништуваат животната средина. Потребни се многу промени во однос на законските решенија, појачана контрола, исто регулирање на кривични одговорности, ни предстои голема борба. Алармот сепак го запали примерот со соседството, кога во Бугарија беа најдени сомнителни товари со опасен отпад. Македонските институции бараат совети и искуство и на исток, каде на големо се гори италијански отпад од кој се произведува енергија. Нема утврден криминален модус операнди со ѓубрето, прогласено за опасно.
во Бугарија тоа што се случи, имаше реакција царинската управа не во однос на составот на отпадот и во однос на тоа што е увезено, него во контекст на тоа дека беа изминати деновите за пуштање во друга процедура, за влегување од складирање во друга царинска постапка, на што реагираше царинската управа и потоа се покрена иницијативата до обвинителство, пошто се утврди дека има разлика по извршен преглед на документацијата приложена и тоа што се наоѓа во контейнерите. Секако дека ние соработуваме како царинска управа со сите царински управи, посебно со тие во соседството, и на редовна база сме информирани, ги добиваме информациите кои дел од нив се водат нормално како и доверливи. Но Македонија има своји проблеми, што ги извади пред се младите на улица, пред собрание, со еден подсетник. Пратениците побрзо да изгласат забрана за увоз на отпад за горење. Да видиме каков е ставот на нашите избраници, оние што треба нас да не представуваат, дали конечно ќе го изгласаат, или ако не го изгласаат, да го видиме нивното вистинско лице. Или наредните чекори, кои ги најавуваат зелените револуционери, ќе бидат порадикални. Затоа што времето тече, а промени од луѓето во костуми не се нудат. Коти понатаму следи што се случува со истрагата за рекет. Кеш во илјадници евра, пиштоли и куршуми, бизнисмени и политичари, пензионерка со фантастична идеја, невладина организација која се занимава со манипулации. Ова испреплетена мрежа на Боки 13 Кот ја објавува преку обвинението за рекет во делот за Меѓународниот сојуз. Но Бојан Јовановски е единствениот кој е во притвор и додека докторите напишале дека му се заканува смрт и не сакаат да одговараат ако се случи тоа, судиите остануваат на истите одлуки. И покрај заканите на Бојан дека ќе открие се, сепак останува мистерија кому му пречи неформалниот сопственик на еден ТВ да излезе од зад решетки. Јули, лето 2017. Додека новоформираната влада го кроеше ребалансот на буџетот и се мислеше каде да крати од трошоците поради заостанатите долгови за проектот Скопје 2014. Една друга, пресно новоформирана, но невладина организација, создаваше нов проект Скопје 2017-2018. Конститутивната седница на Сдруженијето Меѓународен сојуз се одржа еден месец претходно, на 7 јуни. За председател беше избран Бојан Јовановски, познат како Боки 13. Почесен председател стана пратеничката Фросина Ременски. За еден месец Сдруженијето го носи акцискиот план наречен Скопје 2017-2018. Под точка 3 се наоѓа идејата за Европски центар за возрастни лица и мобилен сервис. На 14 јули председателот носи одлука за реализирање на проектот и за таа цел формира проектен тим. Но идејата си има и свој автор. Пензионерката Лилјана Тодоровска, која истиот предлог веќе го доставила и на денот за идеи во владата, но таму никој не го реализирал. Идејата била сериозно разгледана, па дури била и нудена за промоции, за економски можности, за странски инвестиции во земјава. Дури бил направен и флаер со идејата и ликот на Лилјана, што самата го доставила до Русковска кога била на распит. Незината идеја ја регистрирала и патентирала и во земјава, а подоцна ја предала на користење, употреба и развој во Меѓународниот сојуз. На 17 јули сепак се понадевала дека незиниот проект ќе добие реализација, барем така подоцна сведочела пред обвинителката Вилма Русковска, откако скандалот со рекетираните бизнисмени излезе во јавноста. Но пензионерката Димовска со Боки 13 подпишала договор. Јас таму бев како автор на еден прекрасен проект, со тоа што ние имавме и договор склучен за некои работи кои треба да бидат, како треба да се однесуваме еден кон друг партнер. Со него идејните авторски права му ги пренесува на Меѓународниот сојуз, кој пак се обврзал да најде стратешки партнер за да ги финансира пензионерските домови, а на авторката на идејата да исплати хонорар. Тогаш според обвинението и започнува потрагата за инвеститори и локации. Боки 13 веќе комуницирал со градоначалници на повеќе општини. Двајца од нив кои сега се и сведоци дури подпишале и меморандум за соработка. Прв бил градоначалникот на Карпош. На 23 ноември 2017 Стефан Богоев го ставил својот подпис на меморандумот.
Код веќе објави дека таткото на градоначалникот Владо Богоев бил во раководните тела на невладината, поточно бил член на управниот одбор. Но градоначалникот веднаш негираше дека дал било какво земјиште за проектот на пензионерката. Се што би кажал би наштетило и би направило проблем на истрагата која што ја води обвинителството. Втора била градоначалничката на Битола Наташа Петровска. Четвртиот ден од новата 2018 година Петровска и Јовановски го подпишале меморандумот, со кој исто така ќе соработувале. И таа е сега меѓу сведоците на обвинителството за гонење организиран криминал. Не сакам да ви кажам во овие околности за постапка и процес кој што ги водат други органи да зборувам во интерес на постапката. Во меѓувреме, Бојан се среќавал и со тогашниот градоначалник на Охрид Јован Стојановски, кој подоцна почина. На дел од средбите присуствувала пратеничката Фросина Ременски, пишува во обвинението. Измама е делото за кое сега се товарат четворицата членови на невладината меѓународен сојуз. Бизнисмените кои се измамени не беа убедени дека се рекетирани. И двајцата собственици на градежни фирми, на Dream Building Адријан Амзовски и на Пелистер Сијан Мицевски, верувале во проектите и давале пари за нив. На 7 октомври 2017 во просториите на Меѓународниот сојуз се случила средба. Бил подпишан преддоговор за реализација на проектот. Од една страна присуствувале Боки Тринаеска, Јасна Мандич и Фросина Ременски, а од друга страна Адријан Амзовски, собственикот на Dream Building. Му го презентирале проектот со лажно прикажување на факти, дека реализацијата има поддршка од владата на Република Македонија и доведувајќи го во заблуда, му побарале однапред да плати 350.000 евра. И Амзовски сведочил дека ги дал парите, и тоа првата сума директно на рака, 350.000 евра. Рекол дека завршиле кај Бојан Јовановски, во кеш. По ова се ределе трансакции. Од сметката на фирмата на личната сметка на Јасна Мандич, но трансферот се одвил преку авторска агенција. Во 4 трансакции, почнувајќи од 4 јануари до 1 март 2018, на сметката на Мандич легнале повеќе од 30 милиони денари или пола милион евра. Паричните средства не се употребени за реализирање на целите на договорот, туку откако ги подигнала Јасна Мандич, му ги дала на обвинетиот Бојан Јовановски. Сијан Мицевски од Битолски Пелистер не дал пари на рака, но уплатил на сметка на пензионерката Лилјана Тодоровска. Пред договор за стратешко партнерство со Меѓународниот сојуз подпишал на 13 декември 2017, а бил убеден дека ќе биде субвенциониран и од државата. После само 2 дена преку авторска агенција фирмата уплаќа 44.295.756 денари на сметката на пензионерката на име на авторски права. 4 месеци никој не ги пипкал парите. Таа имала здравствени проблеми, па дури во април следната година лично ги подига од банката. Но со неа била Христина Блажевска, која сега е меѓу обвинетите, а пензионерката и тогаш сведочеше дека 720.000 евра веднаш и биле земени од представничката на Меѓународниот сојуз Блажевска. Блажевска парите ги дала на Бојан Јовановски со умисла, помагајќи му на истиот овие средства да ги пушти во оптек, иако знаел дека потекнуваат од кривично дело измама, финансирајќи отворање на телевизиски медиум 1 ТВ и купувајќи повеќе предмети за своји лични и домашни потреби. Пензионерката сега е сведок против Меѓународниот сојуз, чиј член и самата била, но и неговите обвинети членови. Значи дека ме ограби. И се одврвот на меѓународниот сојуз. А добро, зашто ви ги зема? Што им беше образложението? Зошто ги земаат парите од вас? Не знам, јас во тој момент бев во инвалидска количка, бидејќи идам ќајка, и сметав дека сето тоа го прават добро намерно и ги ставаат во една торба парите. 719.905 евра од фирмата Пелистер и 233.821 евро од Dream Building и 350.000 на рака, дадени од Амзовски. Но за да се дојде до овие пари, секој имал своја улога, барем според обвинението на Русковска. Бојан Јовановски во улога на председател ги мамел бизнисмените. Пратеничката Фросина Ременски не е често споменувана во обвинението, но со својот углед и авторитет како тогашен подпредседател на СДСМ, пратеник и подоцна како подпредседател на Собранието, со совети и убавства го поддржувала Бојан. Присуствувала на средбите со оштетените за да стекнат доверба во наводниот проект и однапред да уплатат пари. Така пишува во обвинението. Христина Блажевска ги земала парите од пензионерката и ги дала на Бојан, додека Јасна Ерцеговиќ парите ги уплакала како донација или позајмица на БМЈ Медија Груп и на 1 ТВ.
Истото го правил и татко му на Бојан, Миле Јовановски, и така ги пуштиле во оптек. Ерцеговиќ според обвинението во 6 трансакции уплатила вкупно 258.000 евра. Миле Јовановски 226.500 евра како повратна позајмица. Вкупно на сметката на медиумот легнале 484.000 евра, но тие се далеку помалку од 1.300.000 евра колку што земал Боки 13 од двајцата газди. Каде отишле другите пари, прецизни одговори нема, освен дека се потрошени за лични потреби. Според обвинителката, сепак за овие пари немало легално покритие. Јордан Камчев. Името на бизнисменот кој ја пријавил аферата рекет кај премиерот Зоран Заев, па кај обвинителката Вилма Русковска е на прво место на списокот сведоци. Неговото име не е споменато во обвинението. Не е ниту оштетен во овој случај, ама е прв сведок на Русковска. Сведочеше во веќе започнатото судење во кое Боки и екс-специјалната обвинителка Катица Јанева се товарат дека изнудиле 1,5 милиони евра од него. Но дел од неговото сведочење недадено во истрага протече од обвинителството, а токму таму ги споменува имињата на бизнисмените Силјан Мицевски и Адријан Амзовски, за кои наводно знаел дека исто така се рекетирани. А и тие самите се на листата сведоци, како и Лога Ресул од фирмата Dream Building. Те сведочи и пензионерката Лињана Тодоровска, но и уште две жени кои биле членови на Меѓународниот сојуз, Јованка Стојановска кухар и Агапи Дика. Кухар била главен финансиски координатор во невладината, додека Дика била подпредседател. Но Агапи Дика е и сестра на судиката од Скопска апелација, Мери Дика, која била блиска пријателка на мајка му на Бојан Јовановски. Судиката веќе сведочеше во случајот со рекетот врз Камчев. При претресите на домовите на сите петмина пак обвинети и во Меѓународниот сојуз се запленети многу предмети, телефони, документи, но и оружје. Код веќе објави дека од домот на пратеничката Фросина Ременски се земени 4 папки доверливи документи. Во една од нив се крие информација за учество на двајца агенти од ДБК во мисии во странство. Беа сознанијата на Код кои никој не ги демантираше. Предадени се во обвинителството и упатени на проверка на веродостојност во новата АНБ. Но според информациите ги немало во наредбата за претрес, сепак биле одземени од истражителите на обвинителството. Во обвинението не се споменати никаде. Интересно е што таткото на Боки, Миле, се товари за незаконско поседување на 3 пиштоли и муниција. Ако се проверат марките на оружјето, Лугер, Пиетро Берета и Бровинг, може да се забележи дека се работи за постари модели на пиштоли, кои обично ги имаат колекционерите. Лугер П-08 се произведувал од почетокот на минатиот век, па се до 45-та година, а има колекционерска вредност меѓу 1200 до 3800 долари. Полуавтоматските Пиетро Берета и Бровинг пак се произведувале до 1983 година, но на еден од нив била изгравирана 1910 година. Изминатава недела Бојан Јовановски рече се секој ден беше во обвинителна клупа. Рочиштата за првиот дел од рекет веќе се во фаза на материјални докази, а само него го носат со лисици на раце, оти од летото е во притвор. На крајот на секој рочиште на судиката Васка Николовска, Јовановски укажува дека се плаши за неговиот живот и дека има чувство дека некој сака тивко да го ликвидира. Предходната недела пак на јавна седница неговиот адвокат пред судиите во Скопска апелација со еден куп документи од лекари убедуваше дека итно му е потребна домашна нега во хигиенски услови. Код дојде до 2 извештаи на затворскиот лекар кои ги имаат и судиите. Во првиот, од 10 декември лани со големи букви пишува: Јас ве молам да ги известите сите релевантни институции за животно загрозувачката состојба на Бојан Јовановски. Спремна сум да сведочам да дадам образложение и објаснување на патофизиолошките механизми и она што може да се случи. Притворот не е место каде може да се очекува позитивен исход. Вториот, напишан 2 дена подоцна, е уште подраматичен. Јас ве уверувам дека ако настане тешка компликација не би можело да се интервенира со позитивен исход. Не би можела да прифатам таква одговорност, односно неодговорност која би го довела пациентот, притвореното лице Бојан Јовановски во сигурна смрт. Овој медицински извештај го пишувам најодговорно, онака како што ми налага медицинската лекарска етика. Судиите од апелациониот суд во Скопје веќе една недела не можат да одлучат дали да го пуштат Јовановски од притвор. Според информациите на Код, одлуката ќе ја донесат и објават во понеделник. Во меѓувреме и кривичниот суд се уште нема закажано седница за оценка на обвинението за Меѓународниот сојуз, после која ќе се знае
дали рекет 2 ќе влезе во судница. Коти понатаму ќе се занимава со темата опасен или РДФ отпад, што треба да се забрани, како да бидеме безбедни и да веруваме дека дишеме чист воздух. Се гледаме идната недела во исто време.